Меѓутоа ќе се потсетам на оние приоритети кои што сакам како градоначалник, доколку ја добиам довербата на граѓаните да се реализираат и верувајте ми на зборот дека ќе ги реализираме затоа што забележувате дека ние сме такви луѓе, луѓе работници. Ние не сме фотелјаши, ние не сме луѓе кои што седат во канцелариите. Напротив, значи она што сакам да го потенцирам е конечно да иставиме стоп на урбаната мафија и Гевгелија да ја видиме со еден зелен појас, со ставањето стоп на урбанизацијата, практично сакам да го заживееме централното градско подрачје, затоа што сметам дека премногу е запуштено и самите сте свесни како изгледа, односно да направиме зелени површини или зелен појас околу централното градско подрачје, а за тоа имаме конкретни решенија. Меѓутоа, напоредно со ова би кажал дека можеби треба да направиме, не можеби, туку сигурно треба да направиме и реставрација на старите градби. Гевгелија има 11 стари градби кои што се заштитени како споменици на културата. Никој до ден денешен не обрнал внимание на тие градби. Значи, како втор приоритет кој што ќе биде во нашата програма, во програмата на Левица е изградбата на Јужниот булевар. Јас и во моите реклами кажувам, 50 години живеам во тој простор, така наречен Сува река, 50 години сите ми ветуваат дека ќе направат нешто за да не се скине шкарпата, за да не се поплавиме, народски кажано и така натаму и така натаму. Редно е да направиме урбан простор со зелени површини, со велосипедски патеки, со пешачки патеки, но исто така и со детски игралишта, односно да го облагородиме просторот околу Сува река. Справувањето со загаденоста. Слушам, гледам дека постојано Гевгелија е меѓу водечките градови во зимскиот период. Исто така е голем проблем во нашиот град. Меѓутоа, морам овде да потенцирам и нешто друго. Не само загадувањето, туку и непријатната миризба која што постојано ја чувствуваме во летните, па дури и во зимските периоди. Затоа имаме исто така конкретни решенија. Да не ги заборавиме и нашите населени места. Значи, населените места мораме кај нив да ги заживееме местните заедници. Целта ни е не ние да решаваме што им треба и што е тоа што им е најнеопходно, напротив, преку местните заедници тие самите да ги кажуваат своите идеи, меѓутоа и своите проблеми и заеднички да ги решаваме. И на крајот од краиштата, кога зборувам за местните заедници, старите гевгеличани добро се сеќаваат дека на времето имавме линиски автобуски превоз и дека тоа многу добро функционираше. Но години заред, јас ги гледам и учениците, и вработените во институциите, мака мачат со доаѓање во градот. Значи, мораме да ги поставиме овие работи така како што треба, односно мораме да воведеме линиски превоз до населените места. Јас тука би застанал затоа што ќе имате можност да ја прочитате програмата на Левица, да ги прочитате моите приоритети и одговорно тврдам дека имаме луѓе кои што знаат и луѓе кои што се стручни да ги направат сите овие работи. Уште еднаш ви благодарам за поддршката и се надевам, искрено кажано, според она што го слушам и секојдневните контакти со граѓаните што ги имам, нема да бидам скромен, се надевам дека ќе влезам во вториот круг. Ти благодарам.